Евангелие според Матеј, 19 глава. Кога ги заврши Исус тие зборови, замина од Галилеја и дојде во пределите јудејски, отаде Јордан. По него идеше многу народ и тој ги исцели таму. И му пристапија фарисеите што го искушуваа, па му рекоа: дали му е допуштено на човек да ја остави жената своја за каква и да било причина? Тој им одговори и рече: не сте ли читале дека оној што ги создаде во почетокот машко и женско ги создаде? И рече: зашто ќе остави човек татко и мајка и ќе се прилепи до жената своја и ќе бидат обата едно тело. Па така, тие веќе не се двајца, туку едно тело, а Бог што соединил човек да не разделува. Тие му рекоа: зошто тогаш Мојсей заповеда да се даде разводно писмо и таа да се отпушти? Тој им рече: заради тврдокорноста на вашите срца Мојсей ви дозволи да ги отпуштате жените своји, но во почетокот не беше така. Јас пак ви велам, оној што ќе остави својата жена освен заради прељуба и се ожени со друга, тој врши прељуба. И оној што ќе се ожени со напуштена, исто така прељубодействува. Учениците негови му рекоа: ако е таква положбата на човекот кон жената, подобро да не се жени. А тој им рече: не може секој да го прифати кажаново, освен оние на кои им е дадено. Зашто има скопени, така родени од мајчината утроба, а има и скопени и од луѓе, но има и скопени кои самите себе се скопиле заради Царството Небесно. Кој може да прифати, нека прифати. Тогаш кај него доведоа деца, за да ги положи рацете над нив и да се помоли, а учениците им забрануваа. Но Исус рече: оставете ги децата и не бранете им да доаѓаат кај мене, зашто на такви е Царството Небесно. И откако ги положи рацете над нив, си отиде оттаму. И ете, еден човек, кога пристапи до него, му рече: учителе добар, какво добро треба да направам за да имам живот вечен? А тој му одговори: зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар освен единиот Бог. А ако сакаш да влезеш во животот, запазувај ги заповедите. Тој му рече: кои? А Исус одговори: не убивај, не прељубодействувај, не кради, не сведочи лажно. Почитувај го татко си и мајка си, љуби го ближниот свој како себе си. Младичот му рече: сето тоа сум го запазил од својата младост. Што уште ми недостасува? Исус му рече: ако сакаш да бидеш совршен, оди. Продај го имотот свој и раздели го на сиромаси, и ќе имаш богатство на небото, па појди и врви по мене. Штом го чу младиот човек кажаново, си отиде натажен, бидејќи имаше многу имот. А Исус им рече на учениците своји: вистина ви велам, дека богатиот тешко ќе влезе во Царството Небесно. И уште ви велам, полесно и е на камилата да мине низ иглени уши, отколку на богатиот да влезе во Царството Божјо. Кога го чуја тоа, учениците многу се зачудија и рекоа: тогаш кој може да се спаси? А Исус ги погледна и им рече: за луѓето тоа не е можно, но за Бога се е можно. Тогаш Петар одговори му рече: ете, ние оставивме се и по тебе појдовме, што ќе стане со нас? А Исус им рече: вистина ви велам, дека вие што врвите по мене во новиот свет, кога Синот човечки ќе седне на престолот на славата своја, ќе седнете и вие на 12 престоли и ќе судите на 12 Израилеви колена. И секој што ќе остави куќа, или брат, или сестра, или татко, или мајка, или жена, или деца,
или ниви заради моето име, ќе добие 100 пати повеќе и ќе наследи живот вечен. Но мнозина први ќе бидат последни, а последните први.